Гоце Делчев од Ванчо Николески. Се појавил чуден човек. Ако те нанесе патот кон Старо Скопје, се убаво види и разгледај. Само едно немој да заборавиш. Од левата страна, на бујната и пенлива река Вардар, е старото скопско кале. Некогаш тука имало високи и големи кули. Кулите биле опашани со дебели и јаки ѕидови. На железните порти од кулите стоел строен и убав стражар. Во рацете држал бојно долго копје. На појасот му светкала како змија острата сабја. Времето, со своите вечни заби, го гризело и го ронело калето. Денес ги нема високите кули, го нема стражарот со острата сабја и бојното копје. До калето е црквата Свети Спас. Во неа луѓето не палат од восок жолти свеќи, поповите не читаат молитви од црните исчадени дебели книги. А народ, мажи, жени, деца, млади невести, подгрбавени бабички, старци со бастуни, пак ја посетуваат црквата. Ти што мислиш? Што е тоа што ги влече срцата на луѓето да одат во црквата? Каква е таа волшебна сила што ги привлекува луѓето? Тука, среде во црквата, во оревов сандак, изрежан со разни шари, лежи еден војвода. До него е и неговата пушка Маликерка. Тој војвода и порачувал на гората. Гороле горо зелена, постели сенка дебела, приготви вода студена. И гората го слушаше. Тој војвода им порачуваше на пашите. Мирно да мируваат и зулум да не чинат. Пашите го слушаа. Султанот во Цариград беше загрижен. Тој велеше, кој ќе го фати жив или ќе го убие, ќе му дадам 1000 златни лири. А пак тој пак гајле немаше. Кој ќе го прашаше која е неговата мајка, тој ќе одговореше. Мојата мајка е земјата македонска. Род и роднина ми е зговорна дружина. Жената ми е пушката Маликерка, а децата ми се дробните фишеци. Султанот издал строга наредба до целата војска и полиција, жив да се фати или да се убие. На сите страни по него биле организирани потери. Но ете, ништо не помогнало. Не помогнале ни потерите, ни наредбите, ни оцената во златни лири. Од говедар до цар, велеше скопскиот паша. Ние сите се изморивме, но пак не можеме да го фатиме. А пак тој ич гајле нема. Бре аферин, расправаше јанинскиот паша, пиејќи кафе во јанина. Јас со него борба водев. Ете тука беше, пред мојот нос. Но одеднаш го снема, како в земја да пропадна, како да се претвори во невидлив дух. Абре, говореше еден чалмалија, него куршум не го дупи, него сабја не го сече. Тој треба да е или ѓавол, или да има крилја, предпоставуваше солунскиот валија. Алах, алах, се чудеше султанот. Тој чуден човек, преоблечен како ага, среде Скопје, седеше во кафеаната со скопскиот паша. Пиеше црно турско кафе и пушеше жолт како смил, најубав тутун. Низ битола пред очите на турската војска и полицијата се возеше со пајтон како богат солунски трговец. Негде ќе се јавеше како ага, негде како питач, негде како дервиш, а негде како инженер. Со турците кафе пиеше, со нив пушеше тутун, со нив патуваше. А турците, тие на сите страни испраќаа потери и токму него го бараа. Го бараа под дрво и под камен, да го фатат или да го убијат. Ширум турското царство се беше пренесла новината. Се појави чуден човек. А кој беше тој чуден човек? Тој беше Гоце Делчев, македонски легендарен војвода. Војвода на сите војводи, душата на внатрешната македонска револуционерна организација. За тој чуден човек ја напишав оваа книга. Како тоа тој го правеше, зошто го правеше, ќе разбереш од оваа книга. Глава 1. Големата радост. По долгиот пат кој што води за Солун,
Едно зимско јануарско утро патуваа двајца патници. Пред нив тераа два коња. Времето беше студено. По небото, како синџир едно по друго, летаа јата диви гуски. Гра гру се носеше нивното гракање во синиот небесен простор. Иако имаа коњи, патниците одеа пешки, за да се загреат. Што велиш, Стрико Грујо? Ке треба ли да се починеме, а? Рече едниот. Уште малку, момче, уште малку, одговори вториот. Ете, пред нас е Кукуш. Таму имам пријател Меанџија. Во неговата меана ќе навратиме. Ќе се стоплиме и ќе починеме. Двајцата патници продолжија. Не патуваа уште долго и ете, пред нив се покажа мало населено место. Иако беше зима, се гледаше дека местото е убаво и наоколу оградено со овошни дрвца. По благострмните падини беа растурени лозјата. Ете, тоа е Кукуш, рече Грујо. Убаво место, одговори момчето. Не е само убаво, но и плодно, одговори Грујо. Влегува во градчето. Сонцето одвај дзиркаше низ облаците. Калфите ги отвораа ќепенците на дуќаните. Овде-онде се слушаше нивното тропање. Чираците пред дуќаните ги распалуваа мангалите. Така е редот. Кога ќе дојдат мајсторите, треба да се огреа. Салепџијата со калаисаниот џум во едната рака, а во другата, со таблата со шарени филџани, викаше: Ајде, ајде, Салеп, тазе, Салеп. По улиците се зададе мало дете. Облеката му беше искината. На главата носеше табла, згора покриена со бела крпа. Од таблата се креваше лека пара. Тоа викаше: Симиди, топли симиди. Симидчичето мораше уште предручек да ги продаде симидите, дури се топли. Инаку си ја знаеше порцијата од мајсторот. Неколку стапови по задникот и вечер без вечера. Пред една голема порта, двајцата патници ги запреа коњите. Грујо ја фати железната алка од портата и чукна. Тик-так, тик-так. Бујрум, викна однатре некој глас. Портата кроце крцна, се отвори и пред нив се покажа високо стројно момче. Тука ли е Никола? Праша Грујо. Ако не е тука Никола, тука е меаната, се насмеа момчето. Меаната секој пат е отворена за Стрико Грујо, рече момчето и ги поведе гостите внатре. Момчето ги врза коњите, гостите влегоа во меаната и седнаа на една маса. Во меаната седеа, пушеа и пиеја уште неколку души. Што е со Никола? Каде е тој? Праша Грујо. Нешто денеска се позабави, одговори момчето. Но каде да е, се ќе дојде. Од кога малку поседоа, со гордо и високо чело, со црвен и нов фес и со црни засукани мустаки, во меаната влезе Никола. О, добро утро, Грујо! Добро секој пат да имаш, го отпоздрави Никола. Пред да седне и да се поздрави со другите муштери, тој му викна на момчето. Момче, дај му ока топла ракија, точи вино црвено, точи без пари. Ама зошто? Праша Грујо. Што ти е тебе, Никола? Што си толку весел? Праша еден кукушанец. Радосен сум и ќе пијам, почна да објаснува Никола. Ми се роди машко дете, наследник. Наследник. Сите станаа и почнаа да му честитаат. Да ти е живо синчето, му честита Грујо. Да ти е жива одмената, викнаа кукушаните. А Никола, тој ќе излеташе од радост и само наредуваше. Дај ваму ока топла и лута ракија, точи вино црвено. Момчето брзо трчаше, точеше. Пријателите кои уште од раното утро беа разбрале за радосната вест, влегуваа во меаната, весело го поздравуваа и му честитаа. Да ти е жив синот, да ти е жива одмената. За миг масите се наполнија со гости, пријатели и роднини. Од меаната се зачу народната песна: Дафино вино црвено, момчето ти е заспано, момчето ти е заспано, на Кара Камен планина. Тука помина четата, гунчето му го зедоа.
Во меаната одекнуваше веселата песна. Пиеа луѓето и се веселеа за сметка на Никола. Никола го праша гостинот: Грујо, каде вака? Што има ново во Смилево? Како да ти речам, почна да објаснува Грујо. Со момчево тргнав за Солун, треба нешто да се купи. Кајна се голема скапија. Зуву ми од спахиите и од беговите насекаде. Веќе не се трпи. Во Битола занданите се полни. Што да ти расправам за нашите маки и жалови? Веселбата во меаната продолжуваше. На убавата мермер чешма во Варош Малото, каде што беше куќата на Никола Делчев, една млада убава жена ја пренесе новината. Султана на Никола родила машко дете. Нека и е живо, рече една. И ти да се израдуваш, дополни втора. А во куќата на Никола, таму беше уште поголема радост. Се радуваше мајка му на детето, баба му, ама најмногу радост чувствува неговите две сестрички. Новороденото братче, повиено во нови и шарени пелени, лежеше во лулката. Крај лулката седеа неговите сестрички, седеа и сладко му пееа. Нани ми, нани, мило братче, нани ми, нани, расти, порасти и голем стани. Глава 2. Марко Крале на зелената пољана. Тоа утро Никола стана рано. Си ги обу сините потури, ги навре чевлите, го облече црвениот со срма обточен елек и викна на султана. Султано! Повели мажу, се огласи таа. Донеси ми го фесот и ќуркот. Султана му го донесе фесот и ќуркот. Тој го наметна ќуркот, го кладе фесот на глава и нарача. Денеска е пазар. На ручек нема да дојдам дома. Меси нешто и прати ми на меана. Добро, коле, ќе ти месам зелник со штаве и ќе ги пратам ручек порушка. Никола тргна. Султана влезе во одајата, ги суреди постелите и ја измете куќата. Се сети за порачката на Никола, го зеде зимбилот и рече: Варди го Ѓорѓи, јас ќе одам в Бавча. Не сакам да го викаш Ѓорѓи, налутено рече девојчето. Ами, како сакаш да го викам, праша мајката. Ќе го викаш на галено, Гоце. Гоце како што го викам јас. Добро, одговори мајката, нека биде Гоце. Само варди го и лулај го да не плаче. Скоро јас ќе се вратам, рече мајката и тргна на Бавча. Гоце растеше и се развиваше. Крај неговата лулка беа неговите сестрички. Тие го лула и песничка му пееа. Веќе почна и да гуга. Еден ден едната сестричка радосно извика: Мамо, на Гоце му пораснало запче. Кога султана се наведна над лулката, виде во устата на Гоцета бело како бисерче запче. Никнувањето на првото запче беше голем домашен настан во куќата на Никола. За да се обележи тој домашен настан, султана ги засука ракавите, одсеа брашно и меси турта. Од туртата султана прво прати кај кумата, а другите парчиња ги раздели по соседите. Гоце растеше како фидан, веќе и прооде. Сестричките толку го сакаа, што нигде не го пуштаа да оди сам. Каде и да одеа, се за рака го водеа. На крај градот, зад самото Варош Мало, имаше зелена полјанка. Тука, на зелената полјанка, кукушките деца се збираа да играат. Децата од долното Мало, кои повеќето беа од беговите, агите и чорбаджиите, ретко идеа на полјанката. А и да дојдеа, веднаш ќе заврзеа кавга, која се свршуваше со раскрвалени глави и носови. Децата од Варош Мало играа на полјанката клис, бишка и слепа баба, како и други игри. И Гоце многу пати од таа игра се враќаше дома бос, со скршена глава или крвав нос. Како секој ден, така и тогаш, Гоце со другарите Тасе и Коце беше на зелената полјанка. Децата фатија едно магаре кое пасеше на полјанката. Тасе прв му се качи и го потера. Магарето срика, се стрча по полјанката, почна да скока и да коца и го фрли јавачот. Еј, Тасе прасе,
Ама си ми ти некој јунак, рече Гоце. Види како се јава, се пофали Гоце и му се фрли на магарето на грбот. Магарето трчаше, фрлаше со нозете чифте, ама Гоце јуначки се држеше за гривата. Браво, Гоце, браво, му викаше Коце. Јаваш како Марко крале на шарецот, го пофали Тасе. Како Марко крале, а, почна да се фали Гоце, а не како баба, како што јаваше Тасе. Магарето пак трчаше, фрлаше чифте, клоцаше и сакаше како првиот јавач да го фрли, но нашиот Марко крале цврсто се држеше. Пред магарето се погоди голема дупка. Магарето силно скокна преку дупката и бап, Гоце се најде среде во дупката. Магарето ја прескокна дупката и летна да бега. Стани, стани, Марко крале, му се смееше Тасе. Гоце стана. Од едната рака му течеше крв. Другарите се уплашија, го кренаа и го одведоа дома. Мајка му, кога го виде со крвава рака, се уплаши и списка. Што е, Гоце, кој те удри? Никој, одговори Гоце. Ами што си таков? Гоце молчеше. Јас ќе ти објаснам, тетко, рече Тасе. И Тасе објасни како Гоце се качил на магарето, како се правил јунак како Марко крале и како паднал во дупката. Татко му се наморти и додаде. Мојот Марко крале делел мегдан со магарето и си ја повредил раката. Така и ти треба, расолко еден. Гоце со наведната глава надолу молчеше. Татко му завитка цигара, ја запали и рече: Ајде, султано, измеј му ја раката. После тргна 2-3 пати од цигарата, воздивна и додаде: Ех, синко мој, бери си го умот. Со тој ум, со таа тврдоглава глава, денеска ја раскрвави раката, утре ќе си ја скршиш и главата. Не мина долго, на Гоце раката му оздраве. Глава 3. Битка на Зелената пољана. Еднаш Гоце беше пред портата и копаше земја со малата мотика. Неговите 2 сестрички седеа на чардакот и од кркчиња шиеа кукли. Гоце и Тасе поминаа крај него и нешто му шепнаа. Гоце ја остави мотиката и тргна некаде со нив. На Зелената полјанка, зад Варош малото, се слушаше силна врева. Гоце со другарите се упати таму. На полјанката децата од Кукуш се беа поделиле на 2 табура. На едната страна беа децата од чифчиите, занајчиите, павчанџиите и чифлигарите, кои живееја во Варош малото, а вториот табур го сочинуваа децата од беговите, агите и чурбаџиите, кои живееа во Долното мало. Децата од беговите, агите и чурбаџиите ги предводеше Сулејман, синот на Осман бек, како што децата го викаа Сулејман Пеливан. Меѓу нив се беше заврзала крвава борба. Од двете страни фрчеа камења. Гоце, Коце и Тасе им се придружија на децата од Варош мало и влегоа во нивниот табор. Што барате ваму, викна Гоце. Да ве нема одовде, викна Тасе. Да си одите одовде, викна Коце. Требете се, одете си во своето мало, викнаа другите деца од Варош малото. Ете така сакаме, одговори Сулејман Пеливан. Уа, ѓаури, уа, се перчеше детето на Мехмед бек. Сулејман Пеливан истрча напред. По него тргна и детето, малото беже на Мустафа бек. Што ќе ни правите? Уа, ѓаури, ѓаури, почна уште посилно да викаат бежињата. Гоце не истраја. Ги наполни джебовите со камења и им нареди на децата од Варош мало. Камењата враце. За миг децата ги наполнија джебовите со камења. Удрете на краставите поганци, нареди Гоце. Камењата профрчија и како дожд се истурија на децата од Долното мало. Фесовите на бежињата како лепешки почнаа да паѓаат од главите. Држете се здраво, викна Гоце. Воинствениот табор на Сулејман Пеливан почна да се повлекува и да отстапува. За да го поврати моралот кај бежињата, Сулејман Пеливан излезе напред и се спушти право на Гоцета. Држи се, Сулејман Пеливан, викна Гоце и го звекна со еден камен право во главата.
Фесот на воинствениот Сулејман Пеливан одлета далеку. Тој се преврте, падна и извика: "Оф, леле, ме отепа!" Од главата му бликна црвена крв. Таборот на бежињата се разби и се разбега. На бојното поле остана сам јуначкиот Сулејман Пеливан. Тој стана, го грабна Фесот и јуначки ја спрашти да бега. "Држете го, бре! Ура! Држете го!" викнаа по него децата од Варош Малото. Така заврши славната битка на Зелената пољана. Гоце предчувствуваше што го чека дома. До вечерта не се врати. Кога се стемни, Кроце влезе во дворот. Таму беше сестра му Руша. Гоце ја праша: "Руша, дома ли е тате?" "Не, уште не дошол од Меана," одговори Руша. Кроце, како виновник кој знае што сторил, Гоце влезе внатре. Мајка му ја беше сготвила вечерата и го чекаше татко му за вечера. "Кај си досега?" го прекори таа. "Бев кај Коце, со него игравме. Се изморив. Постели ми да си легнам." "Чекај го татко ти да вечераме." Не ми се јаде. Јадов кај Коце," излага Гоце. Мајка му посла, тој легна и таа го покри да спие. Не потреа долго, на дворешната врата тропна. Луд како рис, внатре влезе татко му и викна: "Каде е тој непрокопсаник, не рани мајко?" "Што е? Што станало?" уплашено праша мајка му. "Море, кажи каде е, ке го отепам, ке го заколам," беснееше татко му. "Прашуваш ли што е?" поуспокоено продолжи татко му. "Му ја рушил главата на Османбеговото дете Сулејман и тој сега ќе прави давија. Јас треба да плаќам глоба." "Леле Никола, што велиш?" уплашено викна мајка му. "Ете тоа што слушаш." Од постелата стана Гоце. "Кажувај сега, синко, мајкин, зошто му ја дупна главата на Сулејман, а?" "Игравме на полјаната," почна да објаснува Гоце. "Децата од долното мало дојдоа во нашето мало. Сулејман со турчињата не нападна со камења. Ние се браневме. Тие по нас фрлаа со камења и викаа: "Уа, ѓаури!" И ти му ја дупна главата, а?" "Му ја дупнав, што бараше да иде со турчињата во нашето мало и да вика: "Уа, ѓаури!" "Леле, синко, што си направил?" викна мајка му. "Знаеш ли ти дека е Сулејман син на бегот? Кога не е прав, ако сака нека е син и на султанот," горделиво рече Гоце. "А така ли? Ти уште знаеш и памет да солиш," викна татко му. Се спусти на него, го собори и почна да го тепа. Сестрите почна да пиштат: "Леле, тате, го отепа." Султана веднаш се најде меѓу нив. Таа одвај го одбрани да не го убие. Така Гоце таа вечер јаде немерен чотек и легна без вечера. Глава 4. Поарно бесилка, отколку да бидам предавник. Настапуваше богата и плодна есен. Кукушаните веќе ги береа лозјата. Поправливиот пат догоре натоварените коли крцкаа. Јадро на бабрените гроздови се гмечеа во крблите. Бочвите се полнеа со црвено вино. Кога ќе настапи зимата, китените сватови да можат да се загреат и да се подкрепат со црвено вино. По градините веќе се береа жолтите круши, кантарки и црвените јаболка. Жените домаќинки со засукани ракави ја готвеа зимницата. Ги полнеа качињата со домати и пиперки, за да имаат преку зимата тазе туршија. По куќите над зидовите се црвенеа низалки црвени пиперки. Мажите купуваа за мангалите дрвен ќумур. Веќе во Кукуш дојдоа и новите учители. Скоро и Кукушкото училиште требаше да проработи. Едно утро рано, откога Никола отиде да ја отвори меаната, султана го разбуди Гоцета и Кроце му рече: "Ајде сиде, ајде Гоце, станувај. Денеска почнува со работа училиштето. Треба на училиште да бидеш меѓу првите." Гоце се разбуди, го отфрли јорганот и рече: "Сега, мамо, сега станувам." Мајка му потури да се измее, тој го облече новото либаде и праша: "Ќе ми дадеш ли, мамо, торбичка?" "Да, синко,
Уште летоска мајка ти иска шарена убава торбичка. И во торбичката, заинтересирано праша Гоце. Се разбира, во торбичката буквар и нова плака. Татко ти пред една недела веќе ти купи нова плака и нов буквар, препон со слики. Само ти треба да си мирен, умен и добро да учиш. Веќе не си мал, стана ученик. Добро, мамо, добро, одговори Гоце и ја прегрна мајка си. Мајка му ја донесе шарената торбичка, искаена од домашна волна, во неа беа плаката и букварот. Тој радосно ја префрли преку рамото и тргна од дома. Таа го испрати до портата, ја отвори вратата, го избакна и рече: ајде, синко, нека ти е среќно. Благодарам, мајко, одговори Гоце и тргна. Оддалеку во училишниот двор веќе се слушаше детски джагор и викање. Гоце влезе во училишниот двор. Дворот беше препон со ученици. Тие беа измиени, чисто облечени, насмеани и бодри, да ти е мило да ги гледаш. Гоце ги виде своите другари од малото, Коце и Тасе, и им пристапи. Стаса ли, Гоце? Праша Коце. Ете, дојдов. Повеќе нема играње, братче, рече Тасе. Здраво не стегна, се смееше Коце. Море пак ќе играме по часовите, рече Гоце. Ама го нема Сулејман Пеливан да дели мегдан со нас, го подсети Коце. Остави го, те молам, немој да ми го споменуваш, рече Гоце. Поради него и денеска ми се чини дека ме болат ребрата. Татко ми убаво и прописно ме наделка. Море и тој учи, рече Тасе. Каде учи? Се знае, кај оџата. При тоа удри звонецот. Цин-цан, цин-цан, се разнесе неговиот глас. Учениците од сите страни се собраа пред вратата. Постарите ученици се наредија двајца по двајца. Гоце, Коце и Тасе се фатија за рака и застанаа во ред. Секој од вас треба да си го знае своето другарче, рече учителот што стоеше на вратата. Влегувајте, нареди тој. Сите ученици влегува во долниот салон. Напред излезе управителот на училиштето. Тој говореше за редот во училиштето, за чистотата, за учењето и за другите работи. Потоа учениците влегоа во своите одделенија. Така започна првиот училишен ден. Ламбата гореше. Гоце, мајка му, татко му и сестрите седеа дома околу огништето. Мајка му на Гоце предеше волна, а сестричките сами се занимаваа. А, Гоце, како оди учењето? Го праша татко му. Добро, многу добро. Ве почешува ли учителот со стапот по рацете? Кој не учи се знае, а кој учи не го гиба. Што учите? Праша мајка му. Па, песнички, приказни, учиме да пишуваме бројки и се што е потребно. Ајде да чуеме нешто, рече мајка му. Ајде, бате, кажи нешто, помолеа сестричките. Како што го учеа во училиштето, Гоце стана и почна да рецитира. Ти на школо тргна, дете мое мило. Честито, честито, честито ти било. Со молив во рака и со книга нова, да учиш, да читаш, да пишуваш слова. Во книгата лежи богатство и благо, да ти е честито, мое дете драго. Убав тој на мајка, се израдува мајка му и го избакна. Браво, браво, Гоце, го пофали татко му. Јас мислев од тебе ништо нема да стане. Но гледам, добро учиш. Ако продолжиш вака, ќе станеш човек. Деновите врвеа. Гоце растеше и во училиштето добро напредуваше. Еден ден Никола порано ја затвори меаната и налутен дојде дома. Султаниното бистро око го забележа тоа и го покани. Ајде, Никола, да вечераме. Вечерата е веќе готова. Не ми се јаде, одби тој. Та што ти е, што си нерасположен? Ништо, ќе ти кажам кога ќе дојде онај нашиот непрокопсаник, неранимајко. Ама што е, пак ли нешто станало? Доста жено кога ти велам, инаку ти ќе добиеш место него. Султана замолче и собра рамениците. Предчувствуваше дека се случило нешто лошо. Вратата се отвори и влезе. А така ти,
му викна татко му и му се спусти да го фати за раце. Султана застана меѓу нив и на Никола му ги фате рацете. Чекај, Коле, чекај, помолеше таа. Тој, почна да вика татко му. Ќе заврши на бесилка, слушаш ли, на бесилка. Поарно на бесилка, отколку да трпам предавници и шпиони, рече Гоце. Ајде, сам нека каже. Се договоривме, почна да расправа Гоце. Јас, Коце, Тасе, целото оделение. Кога ќе идат турчињата од турското училиште, да им ставиме во торбите сланина. А тој, синот на чорбаджи Јончета, отиде и не нашпионира, не предаде кај учителот и ние ништо не направивме. А ти што направи, праша мајка му. И јас го казнив. Убаво го наплескав. Му ги наместив коските и го измесив како тесто. Друг пат нема така да прави. И затоа, мага редно поради тебе, јас морам да црвенеам и да плаќам глоба, викна татко му и стана да го тепа. Мајка му скокна и почна да го моли. Аман, Коле, жив ти мене, тепај мене, ќе видиш, ќе се поправи. Татко му одвај се смири. Да не беше мајка му, Гоце ќе го извлечеше дебелиот крај, како многу пати досега. Глава 5. Неисполнети желби. Гоце го заврши основното училиште во Кукуш и се запиша во Кукушката гимназија. Кукушката гимназија беше трикласна. По трети клас, кој сакаше да продолжи со учењето, требаше да оди во некое поголемо место и таму да го продолжи учењето. Во учењето Гоце многу добро напредуваше. Не сети како годината мина. И ете учебната година во Кукушкото трикласно училиште, трикласна гимназија, заврши. Учениците добија сведителство. Сведителство за завршен трети клас гимназија доби и ученикот Гоце Делчев. На успехот му се радуваше Гоце, му се радуваа и сите во куќата. Настапи летниот распуст. Учениците од околните села си отидоа по своите куќи. Летното сонце печеше, житата зрееја, јаболката почнаа да руменеа, а крушите да жолтеат. Преку денот Гоце или навратуваше во меаната на татко му, за да му помогне во работата, или седеше во дворот под црницата. Таму, во дебелата ладовина, читаше разни книги. Во читањето беше многу занесен. По некој пат не ќе го чуеше гласот на мајка му, која го викаше дома да руча. Тоа лето, една вечер, откога вечераа и Гоце отиде на бунарот да налее вода, Никола ја викна жена си и рече: Султано, сакам нешто да те прашам. Повели мажу, кажи, се огласи таа. Вака веќе не оди, почна да објаснува тој. Јас веќе стареам, а дал Господ имот, стока, дуќан, ете имаме и меана. Добро, па што? Добро, ама мене треба некој да ме замени. Мислам, Гоце мене да ме замени. Повеќе да не учи, ќе остане дома да поиспече трговијата. Треба да разбира малку и од теснавлак. Детето добро учи, кротко одговори таа. Има голем мерак по книгата. Туку, како ќе речеш ти? Ти си маж, ти си домаќин, ти си глава во куќава. Во тоа време Гоце се врати од бунарот и ги остави стомните во тремот. Гоце, ела ваму, го викна татко му. Гоце му пристапи. Седни тука до мене. Гоце зеде стол и седна. Татко му ја извади кутијата со тутун и завитка цигара. Повлече неколку пати од цигарата, малку се замисли и рече: Ти си, сине Гоце, веќе момче. Растеш и се развиваш, а ние имаме меана, стока, имот. Еден ден јас ќе ги скрстам рацете и, како многу други, ќе умрам. Ти треба да ме замениш во трговијата и меаната. И затоа ќе останеш кај мене во меаната да го испечеш занаетот, трговијата. Повеќе нема да учиш. Да, татко, ама јас сакам да учам, одговори Гоце. Ама овде нема гимназија, до трети клас и толку. Ќе продолжам во Солун.
Ке се запишам во 4 клас, одговори Гоце. Во Солун ли? Викна татко му. Ами трошок? Пари се потребни за во Солун. Не можам. Сакам да учам, молеше Гоце. Туку, што те прашувам јас тебе, налутено викна татко му. Јас сум тука домаќин, а не ти. Јас повелам. Никола, детето, се замеша мајка му во разговорот. Ти да молчиш, строго и подвикна тој. Доста со учењето и толку. Утре надуќам. Разбрали? Рече Никола и излезе надвор. Гоце длабоко воздивна и рече. Не се исполнија моите желби. Што да правам? Угоре високо, а удолу длабоко. Морам да ја извршувам волјата на татко ми. Пак дојде есента. Кукушкото училиште проработи. Учениците тргнаа на училиште. Оние побогатите, кои го свршија 3-тиот клас во Кукуш, се запишаа и тргнаа да го продолжат учењето во Солун. Утрото во меаната навратија и другарите на Гоцета, Коце и Тасе. Татко му на Гоцета уште не беше дошол во дуќанот. Ајде, Гоце, ние тргнуваме за Солун, го покани Коце. Не можам. Татко ми не ме пушта. Морам да останам во меаната. Нажалено рече Гоце. Значи ќе бидеш меанџија, рече Тасе. За жал, меанџија. Морам да му ја исполнам волјата на татко ми. Тогаш с Богом, Гоце, рече Коце. Мораме да се разделиме. С Богом, другари, и среќно. Пишите ми. Немојте да ме заборавите, рече Гоце. Двајцата другари го прегрнаа и тргнаа. Кога Гоце остана сам, се расплака. Наутро, додека татко му да го испиеше кафето и да посвршеше некои домашни работи, Гоце одеше во меаната. Ќе ги отвореше кепенците, ќе го попрскаше подот со вода и со метлата ќе ја изметеше меаната. После ќе ги избришеше масите, ќе ги измиеше чашите и шишињата. Најпосле, од озгора по улицата, ќе се зададеше татко му. На главата носеше црвен фес, со 2 педи црн пискул. Неговата стројна снага ја красеше шарен појас, со реси. На срамениот телек му висеше сребрен ќостек, на кој беше врзан сребрен часовник. На себе носеше сини потури и шарени со гајтани. Но секој кој ќе го сретнеше, му правеше чест да го поздрави. Добро утро, Никола, го поздравуваа соседите. Добро утро и добар пазар, горделиво одговараше тој и брзаше надуќан. Пред вратата од меаната веќе го чекаше Гоце. Како, Гоце? Го прашуваше тој. Ете, татко, го исчистив дуќанот, одговараше Гоце со наведната глава. Гоце беше се позамислен и позамислен. Молчеше и траеше. Вечерта, пред да се стемни и пред Никола да ја затвори меаната, некој викна во дворот. Никола, сакаш ли гостин? Повели, за добри луѓе секаде има место, одговори Никола. Во меаната влезе Грујо. Добро ми дојде, Грујо, го поздрави Никола. Како? Добро, Коле. Ете, тргнав со коњот малку до Солун. Коњот е во дворот, одговори Грујо. Гоце, викна Никола, врзи го коњот од стрикати Груја во пондилата и оди кажи на мајка ти, на вечера ќе ни биде гостин стрикоти Грујо. Добро, тате, одговори Гоце и излезе надвор. Како, Грујо, започна разговор Никола. Ти некако многу ми се шеташ кон Солун, да не правиш како она наша поговорка, појди дојди в Тетово да ми мине летово. Или мора да имаш нешто? Не бре, Коле, остави ме, си имам мака. Во Солун учи гимназија син ми даме. Трошок, пари, маки. Те реков да појдам да го видам. А ти, што направи со Гоцета? Гоцета го задржав кај мене, одговори Никола. Знаеш како е, меана, имот, утре ќе остареам, па да имам наследник, од мене во работата. А како учеше? Многу имаше мерак за учење. Кој знае, може би грешиш. Грешам, не грешам, го сторив. Туку се стемни, ајде да одиме дома. Треба да се одмориш, утре те чека пат.
И двајцата пријатели ја затворија меаната и тргнаа на вечера. Ете веќе и трета есен како Гоце ја напушти гимназијата. Сите ученици се готвеа да тргнат за Солун, да ја продолжат гимназијата, а Гоце, тој копнееше и жалеше за учењето. И тоа утро Гоце рано отиде надоќан. И тоа утро султана му го донесе на Никола редовното кафе. Никола завитка цигара, ја запали и потем го испи кафето. Султано, и рече тој на жена си. Повели мажу, се огласи таа. Пак работата не оди, замислено рече тој. Зошто? Вчера, меѓу штиците и рафтовите пак најдов скриени книги. Кој ги скрил? Кој ќе биде ако не Гоце? После и самиот ми призна. Вели, на силата те од мене правиш меанџија и трговец. Затоа не ме видува. Сакам да учам. Пушти ме да учам, ме молеше тој. Право вели детето, продолжи султана. Со сила ништо не бидува. Гледам и јас, додаде тој. Со сила убавина нема. Кога ти велев порано, а ти не, па не. И уште нешто, Никола, почна да образложува таа. Гледаш како момчето од ден на ден станува позамислено. Зар не ти е жал? Ми е жал. Немам што да правам. Морам да го пуштам да учи во Солун. Ќе го запишам во 4-ти клас. И зошто да не го пуштиш? Ние не сме посиромаси од Грујо, тој дури од Смилево го прати да учи, а ние, речи си Солун ни е пред носот. Уште чекаме? Гледај порано со другите деца да тргне. И така двајцата сопрузи решија да го пуштат Гоцета да продолжи да учи. А кога му соопштија, неговата радост немаше крај. Глава 6. Долу султанот. Тоа есенско утро, кога низ воздухот се носеше благиот мирис на зрели јаболка и круши, султана стана порано. Го зеде ситото и со него исеа бело брашно. После замеси и испече бела погача. Сестричките на Гоцета му беа исплеле топли, меки и волнени чорапи. Мајка му беше сошила бели кошули за преслекување. Сето тоа беше убаво наредено во куферот. Гоце кимиса. Од двете страни го испраќаа сестричките, а назад по него одеа мајка му и татко му. Дома остана само помалото негово братче Мице. На крај градот Кукуш веќе го чекаа неговите стари другари од основното училиште Коце и Тасе, кои веќе 3 години учеа гимназија во Солун. Тука имаше уште неколку ученици и тие чекаа кола да тргнат. Кога го видоа Гоцета, се израдуваа. Браво, стрико Никола, рече Коце. Пак ни го пушта стариот другар. Ќе бидете заедно, одговори Никола. Но внимавајте да не направите некој магарштилак. А, не, стрико Никола, одговори Коце. Веќе сме големи, а Солун не е Кукуш. Но што ми е Гоце со нас, не бери гајле. Веќе 3 години учиме, го познаваме Солун како и Кукуш. Колата втаса. Двете сестрички го прегрнаа Гоцета, мајка му го избакна, а пак татко му за среќен пат му спушти во раката златна лира. Гоце со другарите се качи на колата. Коларот го удри конјот со камшикот и викна: Ајде, ди, ди! И колата тргна. Мајка му пророна неколку солзи. Што плачеш? Ја прекори Никола. Така, ми е жал, се делам од детето, се оправдуваше таа. Напролет пак ќе го видиме, и рече тој и ја зеде за рака. И двете сестрички се фатија за раце и тргнаа за дома. Колата веќе се губеше во далечината. Зад неа се креваше прав. Сонцето високо се креваше на небото. Пролетје. Априлското сонце мило и топло грее и ги милува луѓето по лицата. Тревата одамна изникнала. Се зеленее и веќе пораснала. Целата природа како да е послана со мека зелена јамболија. Јаболката, крушите, кајсиите и сливите по градовите, како да се посипани со бел снег. Само бадемите се преполни со розов цвет. Во дворот на Солунската гимназија се слуша врева и джагор. Сите ученици се собрани во дворот на гимназијата. Тука се и нивните професори. Директорот наредува: Построите се сите во редови.
В часот завладува тишина. Сите ученици по класови се постројуваат по 4 во секој ред. Врволицата од ученици, начело со директорот и професорите, веќе е готова. Во една од тие редици е и Гоце. Каде ли ќе одат денеска сите ученици и професори од Солунската гимназија? Драги ученици, започна да објаснува директорот. Денеска е родениот ден на султанот. Сите треба да одиме кај валијата и да му го честитаме роденденот на султанот. Врволицата од ученици и професори веќе тргнува низ градот. На конакот од валијата се вее знамето со полумесечина и звезди. Конакот е целиот искитен со зеленило. Кога врволицата дојде пред конакот, валијата со целата своја величина и достоинственост се појавува на балконот. Тој пуши тутун од долгиот килибарски чибук и чека да започне свеченоста. Еден од професорите излегува напред и на турски јазик почнува да го држи фалбениот говор за султанот, за напредокот и за неговото долго здравје и живот. Ете и учениците за тој ден ја пеат пригодната песна. Песната завршува. Директорот вика: "Чок јаша, чок јаша", испрекинато повторуваат учениците. Но ученикот Гоце Делчев е замислен. Тој гледа пред себе во земјата и молчи. Еден од надзорниците на интернатот го забележува тоа, го фаќа за рака и му вели: "А ти, Гоце, зошто молчиш, што не викаш?" Гоце се стресува и вика: "Аша!" Сите останаа зачудени. Гласот на Гоцета, осамен во таа врева, го чуја само учениците и некои од професорите. За среќа, тој не дојде до ушите на семоќниот валија. Врволицата од учениците и професорите пак се врати во Солунската гимназија. Учениците се растурија во дворот и во групи раскажуваа за новата случка. "Што не кажа, бре, Гоце?" му велеше Коце. "И ние ќе ти се придружевме, а вака остана сам." "Ете така. Ако одговарам јас, зошто за мене и вие да одговарате? Најпосле, јас сум нов, некако се ќе се искубам." Во една група некој рече: "Кукушанчето за сите нас му ја рече вистината на валијата." "Браво, браво, та му е алал", дополни втор. "Како се осмели тоа да го викне?" праша трет. Гоце Делчев сето ова го слушаше и молчеше. До него се доближи служителот и на уво тивко му шепна: "Гоце, те вика директорот, дојди во канцеларијата." "Сега го обра боспанот зелен", потврли некој. "Море тоа е видра, ќе видиш, ќе се извлече", додаде трет. Гоце се упати во канцеларијата, чукна на вратата и влезе. "Како се осмели да викаш долу?" го прекори директорот. "И тоа ти се молам пред валијата. А знаеш ли ти кој е валијата?" "Знаете, господине директоре", почна Гоце да се извлекува. "Нешто се бев замислил. Надзорникот ме дрпна за рака, јас се збркав, место да живее, само од уста ми излета долу. Верувајте, не сакав, ама ете." "Добро што не те чуја сите, а особено валијата", почна поблаго директорот. "А од каде си?" "Од Кукуш, господине директоре", одговори Гоце. "Тоа што стана, стана, ама друг пат да внимаваш, такви работи да не правиш. Оди си в клас." И овој пат Гоце, со својата снаодливост, успеа директорот да го убеди дека тоа било случајно. На другиот ден Гоце седеше зад Солунската гимназија и учеше по сенката на едно разгрането дрво. Му пристапи еден постар ученик и го праша: "Од каде беше?" "Од Кукуш, а ти?" "Јас сум од Смилево, се викам Даме Груев", се представи ученикот. "Да не си ти син на Никола Меанџијата?" праша Даме Груев. "Да, негов сум", одговори Гоце. "А од каде го познаваш татко ми?" "Ех, од каде", рече Даме. "Татко ми Грујо и татко ти Никола се добри пријатели.
Секој пат кога татко ми иде да ме види, спие во вашата меана. Откако двајцата ученици добро се погледаа, даме рече: добро, туку... Што туку, праша Гоце. Туку треба да бидеш внимателен. Зошто треба да бидам внимателен, праша Гоце. Па знаеш за она вчера, но дај да ти честитам. Гоце му ја даде раката на даме и му рече: штом си таков смилевец, вечер ќе одиме на едно место и ќе се запознаеш со многу работи. Само, рече Гоце и го погледна во очи. Да, знам, тајно, рече даме. Даме си отиде, а Гоце остана да учи по сенката. Таа вечер, во една зафрлена улица на периферијата на Солун, во ниска и тесна куќичка, гореше мала газиена лампичка. Во тесната мала собичка беа се собрале 7-8 ученици од Солунската гимназија. Сите тие беа нестрпливи, без друго чекаа некого. Ама што го нема, праша еден црномурен ученик. Кој знае што му е, додаде втор. Тој секогаш беше точен. Немаше обичај да задоцнува, дополни трет. Не потреа долго, вратата скрцна и внатре влезе Гоце. Со него водеше уште еден ученик. Добро вечер, браќа, ги поздрави Гоце. Добро вечер, брате Гоце, го поздравија тие. Вечерва ви носам уште еден другар, почна да објаснува Гоце. Кружокот треба да се наголеми со уште еден член. За она вчера што го реков, долу султанот, тој ми честита. Тој е родом од Смилево, се вика Даме Груев. Тој е наш брат, македонец. Мислам треба да биде зачленет во нашиот таен револуционерен кружок. Дали се прима предлогот? Штом вели брат Гоце, јас мислам местото му е во нашиот кружок, рече еден ученик. Добро, браќа, ама ние треба да му објасниме каква цел има нашиот таен револуционерен кружок, продолжи втор. Пред се, рече Гоце, тој треба да земе обврска дека тајно ќе ја чува нашата работа и ќе работи како што работиме ние. Училишната и другата власт не смее да знае за оваа наша работа. Се што треба да направам, јас ќе направам. Само вие кажете ми што. Ако треба, и ќе се заколнам, рече Даме. Гоце почна да објаснува. За се што работиме, не треба никој да знае. Тоа мора да остане тајно. Целта на нашиот таен револуционерен кружок е слобода на нашата мајка Македонија. Братска слобода, таква слобода и држава, каде што луѓето ќе живеат братски, држава без цареви и кралеви, султани, паши, аги и бегови, држава еднаква за сите вери и народности. Ние ги читаме биографиите, почна да објаснува еден ученик, на борецот Гарибалди, книгите на Данте, Робеспиер, Чернишевски, Писарев и други револуционерни писатели. Одржуваме тајни состаноци, пак почна да објаснува Гоце. Плаќаме членарина. Од членарината купуваме револуционерни книги и ги помагаме нашите сиромашни другари. Даме стана и возбудено рече: земам, браќа, обврска. Строго и тајно ќе работам. Ако треба, и животот ќе го положам, а тајната нема да ја откријам. Да живее брат Даме, да живее новиот член на нашиот таен револуционерен кружок, викнаа членовите на тајниот кружок, станаа и го избакнаа. Така, покрај Гоце, и Даме стана член на тајниот револуционерен кружок од Солунската гимназија. Наскоро и учебната година заврши. Гоце тргна од Солун да си оди дома. Куферот му беше полн и преполн со револуционерни книги. Над кукуш се спушташе мрак, по куќите ламбите се палеа. Султана ја подготвуваше вечерата, а Никола седеше и од долгиот цигарлак ја пушеше цигарата. Нивната ќерка Рушка влезе во куќата и весело извика: тате, мамо, дајте ми муштулук. Зошто? Зошто да ти дадеме муштулук? Праша Султана. Што си се развикала? Рече Никола. Дајте ми муштулук, па ќе ви кажам, рече Рушка. Добро де, ќе ти дадам, рече Султана. И тате, пак викаше Рушка. Ете, и јас ќе ти дадам, рече Никола. Само кажи што е.
Ете, иде бате Гоце, весело извика Рушка и пак истрча надвор. На вратата со куфер в рака се појави Гоце. Добро вечер, ги поздрави тој. Добро вечер, сине, добро ми дојде, го поздрави мајка му и го прегрна. Го прегрна и татко му. Седнаа. Брзо донеси вода, нареди султана. Брат ти е изморен, да се измие и да вечераме. Рушка донесе вода, сите ги измија рацете и вечераа. По вечерата Никола праша: Гоце, како помина со учењето? Добро поминав, како што знаеш, ланската година го завршив 5-тиот клас, а оваа година го зедов и 6-тиот со одличен успех. И после, праша татко му, после мислам да се запишам во военото училиште во Софија. Добро, синко, што можам да правам, кога од тебе не можев да направам наследник во трговијата, зажали татко му. Минаа неколку недели. Гоце во Кукуш се извиде со роднини, пријатели и другари уште од своето детство. Сега веќе беше 19 годишно момче. Брадата почна да ја бричи, а неговото тркалесто лице го красеше бујна костенлива коса. Светлите и големи очи и црните мустачиња го правеа уште поубав. Колку да му беше мило во татковата родна куќа и во родниот град Кукуш, пак срцето не го трпеше. Со душа чекаше кога ќе дојде времето да тргне од Кукуш и да се запише во военото училиште. Затоа тој еден ден излезе пред татка си и рече: Време е веќе, татко, за тргнување. Време е, синко, време, одговори татко му и нареди дома се што е потребно да се подготви. И едно утро, кога се беше готово, Гоце им ја бакна раката на расплаканата мајка и на татко си, се прости со своите 5 сестри и 3 помали братчиња и киниса за Софија. Глава 7. Големо разочарување. Во Софија Гоце се запиша во военото училиште и облече јункерски мундир. Военото училиште траеше 4 години, но во него не беше како во Солунската гимназија. Таму Гоце беше затворен меѓу 4 ѕидови. По команда стануваше, ручаше, вечераше, по команда дури мораше и да учи. Просто се чувствуваше како во затвор. Дјавол да ме земе, си велеше Гоце. Зошто не останав во Солун? Тука не можам да читам книги што ги сакам. Книгите морам да ги кријам под перница. Зошто ми се полковнички и генералски еполети? Цела Македонија стенка под робство. Моите браќа се поробени, црни робови. А јас учам воено училиште. Во дворот на војничката касарна трубата засвире. Тати, сите строи, командува дежурниот офицер. Јункерите за миг се построија по 4 во ред. Напред марш, искомандува дежурниот. Сите јункери маршираат во круг, после влегуваат во училниците. Часот започнува. Наставникот, висок и строен, по чин капетан, предава. Сите гледаат во него и молчат. И Гоце гледа во него, но мислите не му се тука. Тој размислува. Гоце, сам се обвинува тој. Каде се моите? Каде е Кукуш? Каде е мајка Македонија? Во военото училиште не можеше Гоце да зборува како што сака. За мала една грешка се лежеше в затвор. Немаше ден да нема некој затвор. На одморот, кога сите јункери беа во дворот, Гоце помина покрај училишниот затвор. Гоце, викна некој низ прозорчето. Гоце се доближи до железната решетка од прозорчето на затворот. На прозорецот стоеше еден негов другар од неговиот клас. Што е? Праша Гоце. Овде ми е многу здодевно. Дај ми некоја книга за читање, молеше другарот. Почекај малку, му одговори Гоце и отрча во спалната. Од подперницата извлече 2 книги. Слезе долу, му ги даде на другарот и рече: Еве ти го Дарвин и Писарев. Добро чувај ми ги и пази ги. Благодарам, не бери гајле, одговори другарот.
ги зеде книгите и се повлече внатре. Третиот ден го пуштија другарот на Гоцета од затворот. По претресот дежурниот офицер му ги нашол книгите. Војничката труба затруби збор. Тита, тита, тати. Јункерите се построија. Дежурниот офицер искомандува. Мирно! Сите застанаа мирно. Тој прозива. Ѓорѓи Делчев. Јас, одговори Гоце. 5 чекори напред. Гоце излезе 5 чекори напред, пред стројот и застана мирно. Дежурниот офицер ја извади книгата заповеди и почна да чита. Заповед. Ѓорѓи Делчев, јункер од ова воено училиште. За давање недозволени книги за читање на јункерите кои беа в затвор, се казнува со 5 дена строг затвор. Разбирам, господин капетане, одговори Гоце. Поздрави и се врати назад во стројот на своето место. Ден по ден, недела по недела, месец по месец. И првата година мина. Гоце ја заврши првата година во военото јункерско училиште во Софија. За тоа време тој беше казнуван неколку пати. Другите оценки во книгата му беа многу добри, но оценката по поведението не беше за пофалба. Втората учебна година во военото јункерско училиште во Софија започна онака како и секоја година. По кусото отсуство, идните офицери пак беа во касарната на военото училиште. Касарнската дисциплина беше попуштива, исто онака како што попуштаат обрачите на бочва од туршија, кога ќе стои на сонце. За да не се расипе војничката туршија, зачестија доста казни. Тие казни не го оставија на мир ни Гоцета, кој, многу пргав по природа, не можеше да трпи стеги и неправди. Началникот на училиштето ја ценеше Гоцевата способност, даровитост и ум. Затоа го викна еден ден и почна да го советува. Ти си даровит, не си човек без способности. Да, знам, господин началниче. Знаеш, ама си непоправлив, вообразен. Треба да го промениш патот и да тргнеш по друг пат, инаку не ти чини работата. Ете читаш недозволени книги, се дружиш со разни другари, чие поведение не е за пофалба. Мени го патот, инаку ни Господ не може да ти помогне. Добро, господин началник, почна Гоце да се правда, но началникот го прекина со зборовите. Доста, нема да те слушам. Ти знаеш повеќе од мене, ова нека ти биде последен пат. Оди си. Разбирам, господин началник, одговори Гоце, се сврти налево круг и излезе надвор. Беше недела. Попладне, сите јункери беа пуштени да излезат во градот Софија. Како и другите јункери, така и Гоце излезе во градот. Во градот имаше доста учени македонци, емигранти, печалбари и работници. Гоце влезе во портата на една куќа, го мина дворот, се искачи горе по скалите и застана пред една врата. На вратата пишуваше Ѓорче Петров. Гоце тропна, однатре некој праша. Кој е? Јас, Гоце, одговори Гоце. Вратата се отвори и Гоце влезе. До масата стоеше маж со засукани мустаци. На масата лежеа растурени книги и весници. Добро ми дојде, Гоце, го поздрави човекот. Добро те најдов, одговори Гоце. Двајцата срдечно се поздравија. Откога Гоце седна, меѓу нив се разврза разговор. Ѓорче, што има ново? Праша Гоце. Има многу новини, но кажи ми ти како е кај вас, во јункерското училиште, праша Ѓорче. Кај нас оди добро, рече Гоце. Ние, 5-6 души македонци, и во военото училиште основавме таен револуционерен социјалистички кружок. Држиме состаноци, работиме и читаме книги со социјалистичка содржина. Збираме помош за сиромашните наши другари и друго. Тоа е добро, работете и чувајте се. Турската власт не спие, но ете, скоро се случи нешто што не чини. Што е? Нестрпливо праша Гоце. Знаеш ли дека Даме Груев е в затвор? Рече Ѓорче. Ама што велиш? Се изненади Гоце. Од каде ќе знам, кога цел ден сум како в затвор во военото училиште?
Да, Гоце, скоро, кога го убија министерот Делчев, како социјалист, го затворија и дамета. Тогаш да го посетиме, предложи Гоце. Треба, брате, денеска е недела, кога затворениците се посетуваат. Тогаш облекувај се, рече Гоце и стана. Откако се облекоа, тргнаа. Среде во Софија се наоѓаше централниот затвор. На врата, на стража, стоеше вооружен стражар. Гоце и Ѓорче му пристапија. Тој ги запре и праша. Што сакате? Ние сме македонци, почна да објаснува Ѓорче. Имаме еден пријател и роднина тука во затворов. Сакаме да го видиме и да го посетиме. Почекајте малку, рече стражарот. Треба да ве пријавам кај управникот на затворот. Добро, одговори Гоце. Вие си го знаете редот и законот. Тоа е ваша работа, додаде Ѓорче Петров. Стражарот ги пријави и тие влегоа во канцеларијата на управникот. Тој се сврте кон Ѓорчето и го праша. Кој сте вие? Јас сум Ѓорче Петров, родом од Македонија, одговори Ѓорче. А вие кој сте? Му се сврте управникот на Гоце Делчев. Јас сум Гоце Делчев, одговори Гоце. Јункер питомец сум од военото училиште. Кого сакате да го посетите? Пак праша управникот. Тука во затворов има еден човек од Македонија, почна да објаснува Ѓорче. Се вика Даме Груев, тој е од Смилево. Сакаме да го видиме и да го посетиме. Што сте му вие? Праша управникот. Јас сум му пријател на татко му Грујо. Ќе одам во Македонија, па сакам да го видам и да му однесам абер на татко му. Добро, одговори управникот. А вие што сте му на Даме Груев? Заедно уче во Солун гимназија со Даме Груев, одговори Гоце. Паретие луѓе сме, треба да го видам. Така, рече управникот и намигна со едното око. Гоце и Ѓорче го забележаа тоа намигнување, но се направија како да не забележале ништо. А знаете ли кој е тој и зошто е затворен? Пак праша управникот. Не верувам дека е виновен, но тоа нас не интересира, господин управниче, рече Гоце. Кој како си солел, нека си срка. Како си дробел, така нека си јаде. Да, така е, господин управниче, додаде Ѓорче. Секоја коза за свој рог. Па, што сакате? Праша управникот. Сакаме, господин управниче, да го видиме, рече Ѓорче. А тој што сторил, нека одговара. Каква му глава, таква му капа. Ама, тоа не може така, рече управникот. Де, господин управниче, рече Ѓорче. Му пристапи и му спушти во раката една златна жолтица. Жолтицата ја сврши работата. Управникот се одоброволи и омекна. Ајде, ајде, рече тој. За прв пат видете го. Одобри тој и ги пушти да го посетат. Неколку пати штракна раѓосаниот клуч на клучарот. Скрцна старата тешка железна врата и се отвори. Гоце и Ѓорче влегоа внатре во мрачната и тесна затворска ќелија. На подот, на стара и скината рогозина, со мала црна и густа брада, лежеше млад човек. Кога посетителите влегоа, човекот стана, ги погледна, ги рашири рацете и радосно извика: "Брате Гоце, брате Ѓорче!" "Брате Даме!" викнаа двајцата посетители. Сите тројца братски се прегрнаа и се избакнаа. "Па, како влеговте, бре браќа?" праша Даме. "Ех," рече Ѓорче, "златната жолтица железната врата ја отвори." "Како си, брате Даме? Како ти е во затворов?" праша Гоце. "Како што гледате, каков затвор. Ни крив, ни должен ме затворија." "Ако, брате, ако," го утешуваше Ѓорче. Кој е револуционер?" рече Гоце. "На се треба да биде готов. Ке падне в затвор, ке го тепаат, ке го мачат. Тој што тргнал да се бори за слобода, не треба да ја жали главата. Натрешната македонска револуционерна организација бара од нас." И Гоце не дорече. Ѓорче му ја затна устата со рацете и му шепна: "Шшт! Знаеш дека и зидовите имаат уши." Старите пријатели и другари поразговараа, се прегрнаа со Дамета и си отидоа, а Даме остана во затворот.
Глава 8. Втора средба. Другата недела пак Гоце излезе во градот, како и другите ученици јункери и питомци од военото училиште во Софија. Тој дома пак го посети Ѓорчета Петров. Меѓу нив се разврзан ваков разговор. Треба да се основа некој весник, кој ќе го читаат македонците и кој ќе ја буди свеста кај поробените браќа, рече Гоце. Да, имаш право, Гоце, рече Ѓорче. Може би не знаеш, продолжи Гоце. Треба да ти кажам дека уште лани, во 1893 година, во Солун е основан првиот таен револуционерен комитет за борба на македонците за ослободување од турското робство. Тој комитет се вика Внатрешна македонска револуционерна организација. Вистина ли е? Радосно праша Ѓорче. Да, вистина е, потврди Гоце. Тогаш тоа е прекрасно, се одушеви Ѓорче. Белки ќе успееме и ние во Македонија да се ослободиме. Гоце одвај чекаше да се сврши учебната година. Го влечеше срцето во родниот крај. Но се случи нешто неочекувано, кое пред време му ја исполни желбата. Наскоро, во 1894 година, се разнесе веста дека јункерите, кои завршуваат таа година училиште, ќе бидат подоцна произведени во офицери, за да се заштедат пари во буџетот. Оваа одлука ги засегна сите и ги погоди како гром. Во јункерското училиште се појави големо незадоволство. Едно утро дежурниот офицер нареди: сите во големата сала. Сите јункери влегоа во големата сала. Се чекаше да влезе началникот. Началникот влезе. Мирно, искомандува дежурниот. Началникот на училиштето застана среде и започна: меѓу вас има јункери кои му пишале анонимни и навредливи писма на министерот. Имате рок 24 часа да се јават оние кои ги напишале писмата. Ако за тоа време не се јават доброволно, власта знае кои се, ќе бидат исклучени од училиштето. Во салата завладеа тишина, никој не се јави. Началникот, луд што никој не се јави, ја тресна вратата и излезе. На другиот ден пак сите јункери влегоа во големата сала. Началникот ја извади големата книга за заповеди и почна да чита. Запишување на навредливи и анонимни писма, управата на военото училиште ги исклучува јункерите. Меѓу исклучените не беше Гоце Делчев, но тој не издржа. Излезе напред од стројот и рече: тоа не е право, такво нешто нема во ниедна земја во Европа. Сите замолчеа. Утредента началникот дополнително прочита: заедно со исклучените, како социјалист, се исклучува и јункерот Ѓорче Делчев. Гоце мирно го ислуша сообштението за исклучувањето, се сврте налево круг и со светнато лице и радост го напушти јункерското училиште. На другиот ден тој ја мина границата и влезе во поробената од турците Македонија. Глава 9. Ноќна заклетва. Дончо, дедовото внуче, му викна дедо Петре на своето 9-годишно внуче. Повели, дедо, се огласи тоа. Облечи се со бабати, дури не паднал мракот. А зошто? Праша Дончо. Вечерва ќе одите со бабати на гости кај Војко Ванчо. Таму ќе вечерате и таму ќе спиете. А ти? Јас ќе останам овде, ќе ја вардам куќава, да не ја украде некој, се насмеа дедо Петре. А ти утре треба да одиш на училиште. Добро, дедо, одговори Дончо. Се облекоа и со баба му отидоа кај Војко Ванчо, а дома остана дедо Петре и рече на снаата: невесто, суредија куќата, вечерва ќе имаме гости, па не бидува да не најдат растурени. Кои гости, тате? Праша таа. Ке дојде нашиот нов учител, учителот од Штип и уште неколку души, селани од нашето село. Младата снаа излезе надвор, ги наполни стомните со вода и се врати назад. После ја истресе чергата, ја избриша софрата со крпа и нареди дрва во огништето. Пламенот се вивна и ја осветли целата куќа.
Дедо Петре ја зеде кутијата и ја наполни со жолт тутун, а снаата ја запали газиената ламба. Надвор, над Новосело, се спушташе мрак. Кучињата низ селото лаеја. По куќите почнаа да се палат ламбите. Сите се готвеа за ноќна починка. Некој чукна на портата. Дедо Петре стана, истрча, ја отвори портата и рече: "Повелете, повелете, влезете." Натре влегоа двајца граѓани и 7-8 души селани од Ново село. Дедо Петре се поздрави со сите и заповеда: "Снајке, донеси столови." Таа ја постави софрата, секому му даде по еден стол и сите гости се нарадија околу софрата. Среде софрата седна човек со убави мустаки и долга густа црна брада. Тоа беше штипскиот учител Даме Груев. До него се намести да седи друг човек. Тој беше со тркалесто лице и црни завиткани мустаки. Тоа беше новиот учител во Новосело, Гоце Делчев. Гостите со убав миризлив тутун ги почести дедо Петре. Тие завиткаа цигари, ги запалија и се порасположија. Прв го започна разговорот Даме Груев. "Кажи, дедо Петре, што има ново? Како оди работата? Како е бериќетот?" "Бериќетот е добар," почна да раскажува дедо Петре. "Земјата, мајчица наша, раѓа. Плодна е и богата, со врела пот ја полеваме. Но за кого? Ние работиме, се мачиме, пот од нас тече, сонце врело не пече, а Салимбек го збира бериќетот. Тој коли, тој беси. Дури некои нивни заптии, бегови, напаѓаат на честа на нашите жени, невести и девојки. Многу ни е тешко, брате Даме, нема веќе живот." "Така е," рече Гоце. "Никој друг нема да ни помогне, сами треба да си помогнеме. Око за око, зап за зап. Со скрстени раце ништо не се прави. Треба да се организираме, да се вооружиме," продолжи Даме Груев. "На силата треба со сила да се одговори. Само така ќе се ослободиме." "Ете, во Ерменија се готви бунт," продолжи Гоце. "На островот Крит востание. Турската империја е гнила, а ние трпиме и молчиме како да сме жени и баби." Еден селанец стана и рече: "Во Штип се зборува дека треба да добиеме помош од преку граница, од Бугарија. Бугарите ќе ни даделе 300.000 пушки." "Не е така," рече Гоце. "Тоа не е вистина. Јас знам чие е тоа масло. Тоа масло е на бугарскиот двор. Ние, браќа, не сакаме од преку граница да ни солат памет." Така, пламна Даме. "Ние никаква помош од бугарскиот двор не примаме. Тие сакаат со тоа да не врзат. Тие сакаат Македонија да биде под Бугарија. Тогаш, што направивме? Од робство под Турција ќе паднеме на робство под Бугарија. Што направивме? Само го сменуваме господарот. Не, браќа. Македонија на македонците. Ние сакаме слободна Македонија. Братска заедница за сите луѓе во Македонија. Држава без цареви, кралеви, аги и бегови, во која ќе бидат равни сите луѓе, без разлика на вера и народност." Уште минатата 1893 година, продолжи Даме, во Солун е формирана внатрешна македонска револуционерна организација. Таа има за цел ослободување на Македонија од турското робство. Веќе местните комитети работат. Не треба да чекаме на никого. Слободата сама не паѓа од небо. Ние треба сами да си ја извојуваме. Во Битола веќе Пере Тошев основа организација и тука во Ново село треба да се основа месен комитет. Така е, се согласија селаните. И затоа прифати Даме Груев. Сите треба да се заколнеме дека чесно ќе се бориме сами да се ослободиме. Гоце стана. Од појасот извади нов револвер и остра светла кама со бела коскена рачка. Камата и револверот ги скрсти на софрата. И Даме Груев стана и рече: "Ете, мили браќа, кој сака да влезе во комитетот, кој сака да се бори, нека се заколне тука, пред ова светло оружје." Ќе се заколнеме, рекоа сите и станаа на нозе.
Тогаш повторувајте ги по мене овие зборови, заповеда Гоце. Се колнам пред ова светло оружје, дека до последна капка крв ќе се бориме за слободата на нашата земја Македонија, за слободата на нашиот народ. Ќе бидеме верни на тајната внатрешна македонска револуција. Верно ќе служиме и никој од нас нема да биде шпион и предавник. Ако ја изневериме, камата да ни се зарие во нашето срце, револверот нека го пробие нашето машко чело. Смрт или слобода. Сите поред се наведнаа над софрата и секој го бакна револверот и камата. Така и во Ново село беше образуван местен комитет. Напладне се врати од училиште и внучето на дедо Петрета, Дончо. Дедо Петро го праша: Како внуче Дончо, како врви учењето? Учењето добро врви, новиот учител е добар. Мене ми изгледа новиот учител Гоце Делчев многу лош, строг. А ти што велиш? Праша дедо Петре и љубопитно го изгледа внучето. Учителот е строг, ама справедлив, одговори внучето. Што ве учеше денеска? Праша дедо Петре. Денеска ни рече, кој ќе го нашпионира својот другар. Јазикот ќе му го пресечам. Кој ќе направи нешто лошо, сами ќе му судите. Добро ве советувал вашиот учител, така и треба да работите. Не треба никој да се учи да шпионира. Глава 10. Чудната книга и уште почудното мастило. Тоа попладне Гоце и Даме седеа на балконот од Дамевиот стан во Штип и разговараа. Се сеќаваш ли, Гоце, за случајот во Солунската гимназија? Праша Даме. Кој случај? Оној, кога на прославата на роденденот на султанот викна долу султанот. А, да, се сетив, одговори Гоце. Младост, брате Даме, младост. Тогаш со зборови викав долу султанот, а денеска работиме не само да го собориме султанот, туку и да го истераме од нашава земја. Горе на балконот се искачи Стопанот од куќата и рече: Даме, те бара нешто школскиот служител. Добро, одговори Даме. Не можам да слезам долу, имам многу важен разговор со учителот. Речи му да дојде горе. Стопанот од куќата слезе долу. На балконот се искачи школскиот служител и еден селанец во селска носија. Од каде си ти? Праша Даме. Јас сум школскиот служител, одговори селанецот. Од село Балван, поправо Горни Балван. Ме прати нешто учителот до тебе. Кој учител? Праша Даме. А, да, се сетив. Оној што е родом од Куманово, нели? Да, тој. И што порача? Праша Даме. Ти ја праќа оваа книга, почна да објаснува служителот, и рече да ја прочиташ и да му пратиш друга книга за читање. Служителот извади една книга од појасот. Даме ја зеде книгата и му рече на служителот: Поседи тука на балконот, јас ќе влезам во одајата да ти одберам и да ти донесам друга книга. Даме го фати Гоцета за рака, влегоа во одајата, клучот скрцна и тие се заклучија. Тоа е поштата, тивко шепна Даме. Иако беше дење, Даме ја запали ламбата и првиот лист го принесе до ламбата. Од светлосната топлина на ламбата, меѓу печатените букви, се покажаа други ракописни букви. Чудна книга, се насмеа Гоце. Уште почудно и благородно мастило, го дополни Даме. Го прочитаа писмото. Во него учителот Кралев пишуваше: Брате Даме, тука поминаа двајца луѓе, преоблечени во комитска облека. Тие се издаваа за комити, кои што туку слегле од планината. Јас ги препознав. Пази да не наседнеш. Тие се преоблечени турски шпиони, заптии. Смрт или слобода. Бре, мајката кучешка, рече Гоце. Треба да му се врати одговор, рече Даме. Зеде една книга од полицата, едно шише со безбојна течност, перо и почна да пишува одговор. Одговорот гласеше: Брате Кралев, писмото го примив. Крајно благодарам на предупредувањето. Лесно не наседнувам како лисица по стапица. Само нека се јават. Мајсторски ќе ги изиграм.
да не трошиме печатени книги, ке се допишуваме со шифрувани писма. Ти го праќам клучот на шифрата. Тука е и Гоце, дојде од Новосело да се видиме. Братски поздрав, Даме и Гоце. Сега да му го предадеме одговорот на служителот, рече Даме, и двајцата излегоа на балконот. Поздрави го многу учителот, рече Даме, дај му ја оваа книга, нека чита, и така тој в село нема многу работа. Служителот ја зеде книгата, се поздрави и тргна. Другиот ден, навистина слегоа двајца луѓе, преоблечени во комитска носија. Тие го најдоа Дамета и го прашаа за комитите, за комитетот. Даме ја почеша долгата црна брада и им одговори. Простете, ама не барајте си ја белјата. Можам да ве пријавам кај учуматот. Тие работи мене не ми требаат. Јас си го гледам даскалакот. Сега се приготвувам со учениците да го пречекам Скопскиот Валија. Зашеметени од шлаканицата што им ја удри Даме, преоблечените запти и шпиони си отидоа од Штип. Гоце туку што го беше започнал часот со учениците во Новоселското училиште, некој чукна на прозорецот од училницата. Гоце се наведна над прозорецот и погледна надвор. Под прозорецот од училницата стоеше човек, чија облека целата беше во прав. За едно дрво во училишниот двор стоеше врзан конј. Кој си ти? Праша Гоце. Јас сум кираџијата, се представи човекот. Наминав наваму, ќе купам кочански ориз, ти носам поздрав, сега ќе излезам, одговори Гоце, ги пушти децата во дворот и си помисли. Мора да има нешто. Ликот на кираџијата му беше познат, но каде го беше видел, не можеше да се сети. Гоце го покани човекот во канцеларијата, која му беше во исто време и соба за спиење. Кога влегоа внатре, Гоце праша. Кој беше ти? Прости, не можам да се сетам. Зар не ме познаваш? Зачудено одговори човекот и се насмеа. По насмевката Гоце го позна и извика. Доне Стојанов, проштавај, не те познав. Многу си се изменил, си се испрашил. Така е тоа, кога човек се занимава со трговија, се пошегува Доне. Од каде идеш? Праша Гоце. Од Битола, дури од Битола. Ете ти носам писмо од Перета Тошев. Писмото се наоѓа во поставата на палтово. Доне го слече палтото и ја распара поставата. Однатре испадна бело тенко платно на кое беше напишано писмото. Писмово треба да го прочиташ и да му одговориш, рече Доне. Гоце почна да чита. Драги брате Гоце, насекаде како во котел врие. Житото скоро ќе биде зрело. Треба да размислиме кога да почне жетвата. Размисли за ова и јави ми. Овде има некои кои мислат да почне жетвата. Поздрав, твојот брат Пере Тошев. Гоце зеде перо и мастило, скина еден лист од тетратката и одговори. Брате Пере, за жетвата треба добро да размислиме, да не ја оплескаме. Ке почнеме со жетвата, која ќе имаме доста аргати. Ти го праќам клучот со кој треба да ја отвориш вратата. Поздрав, твој Гоце. Доне, дај ја сега ваму капата, рече Гоце. Доне му ја даде капата, тој распара еден дел од поставата и го стави писмото внатре. После, внимателно го соши распараното место и му ја врати капата. Доне ја стави капата на глава, тргна и Гоце му порача. Поздрав на сите. Пази, Доне, оризот да го продадеш, дури има добра цена. Добро, не бери гајле, одговори Доне, го одврза конјот, го напушти училиштето и тргна. Глава 11. Кираџијата со ориз и средба на друмот. Еден ден по патот, кој води од Прилеп за Битола, одеше кираџија и пред него тераше два убави коња. Коњите беа натоварени со бел како снег кочански ориз. Кираџијата беше од Штип и се викаше Доне Стојанов. Двата коња, под товарот на преполнетите догоре вреќи ориз, одвај одеа по патот. Грбовите им се виткаа. Доне од време на време ги удираше коњите со тенката врбова прачка и ги бодреше. Ди, ајде синковци, уште е далеку. Скоро ќе стасаме во Битола. Битола е наша бабам Битола, како неа нигде нема.
Коњите, како да ги разбираа зборовите на кираџијата, побрзо вјасаа поправливиот пат. Пространата долга рамнина на Пелагонија се простираше во недоглед. Долу, далеку во рамнината, како змија се виткаше реката Црна. Таа блескаше на жешкото сонце. Крај реката Црна растеа трепетливи врби, јасики и евли. Под врбите, во дебелата ладовина, меризуваа безброј бели стада овци и преживаа. Сонцето посилно и посилно печеше. Летната горештина го биеше Донета по лицето. Од неговото лице се слеваше солена пот. Низ воздухот трепереше летна омарнина. По пожолтените ниви младите жетвари жнееја, бела како бисер пченица. Стемнило ми се стемнило, Пелистер магла фатило, девојче друмје сгрешило. Не потреа долго време, под планината Пелистер се покажа Битола. Високо, дури до небото, се издигнуваа бели како снег минариња и ги красеа џамиите. Бидејќи беше пладне, оджите на минарињата викаа и ги канеа верните на молитва. На пладнето Донев стаса пред градот. Пред градот го пречека турска стража. Во тоа време скришно се пренесуваше контрабанден тутун, кој селаните го викаа качап. Секој кој ќе влезеше во градот беше претресуван од стражата и турските финансисти кои ги викаа колџии. Стражата со финансистите го запреа Донета. Ги фатија коњите за угламниците и прашаа: "Што носиш бреѓаур во вреќите?" "Ете види ефенди," одговори Доне. "Орис носам, орис, бел кочански орис. Сакам да го продадам во Битола." "Сиромав човек сум, белки ќе земам некоја паричка да ја позакрпам сиромаштијата." Стражарот внимателно го изгледа сиромашниот кираџија, го измери од главата до петиците и се сврти околу коњите. Еден од финансистите му ги претресе џебовите и ништо не најде. Друг еден стражар почна да тупа по вреќите, да види што има внатре. По чукањето изгледаше дека нема нешто друго. Токму сакаше Доне да ги потера коњите, кога стаса друг стражар, кој по се изгледаше дека е почин постар или командир на стражата. Тој наново почна да чука по вреќите со раката од врвот, па се дури до дното. При тоа сети по чукањето дека на дното има нешто тврдо. Командирот поцрвене како пиперка и луто викна: "Сус бре шејтан, што лажеш? Што е ова нешто тврдо на дното?" "Орис ефенди, орис," почна да се правда Доне. "Сус кога велам," викна командирот и нареди: "Веднаш врзете го." Дури да трепнеш со очите, Доне беше врзан. За миг коњите беа растоварени, вреќите одврзани и внимателно претресени. И, за големо изненадување, на дното на вреќите, измешани меѓу оризот, беа најдени 300 фишеци за пушки, динамит и десетина рачни бомби. Турската стража зина од чудо. Кираџијата остана спокоен и ладнокрвен, како ништо да не му нашле. Под строга стража, врзаниот кираџија, заедно со коњите, фишеците и бомбите, беше отеран во Битола, право кај пашата. Кираџијата Доне Стојанов имаше машко срце. Долго време го испитува, го мачеа, го биеја. Но тој ништо не призна, ништо не предаде. На прашањето од каде се бомбите и фишеците, тој велеше дека така вреќите ги купил полни од некој кочанец. Но од кој? Тој се бранеше дека не го познава. Потоа во Битола се вршеше распит на граѓаните. Го распрашуваа и Гоце Делчев, турскиот судија, кај Макамот го праша Гоцета: "Даскале, каде одиш ти ваму таму?" "Никаде, кај Макам ефенди," спокојно одговори Гоце. "Јас сум млад човек и ми се шета, нема да седам на едно место. Знаете како е младоста, и вие сте биле кај Макам ефенди млад, па знаете каква е младоста." А динамитот подсмешливо и злобно праша кај Макамот: "Напразно ме обвинувате кај Макам ефенди. Никаква девојка, ни Дина, ни Мита не познавам," спокојно одговори Гоце. "Не бре тоа," му вика налутено кај Макамот.
Те прашувам дали си комита, дали имаш врска со динамитот. А, така речете, уште поспокојно продолжи Гоце. Ништо тоа не ме интересира. Јас сум млад човек и си мислев, некој неправедно ме набедил за некоја девојка што се вика Дина. Штом не те интересира, тогаш оди си, рече кајмакамот и го пусти да си оди. Во Струмица живееше проќуениот зулумчар и богат турчин Назлан Бек. Назлан Бек надалеку беше прочуен со своите нечовечки односи кон македонскиот народ и сиромаштијата. Од него пропиште и мало и големо. Како богат бек, турчинот имаше чифлик во селото Василево, Струмичко. Нема ли некој од мајка роден да не спаси од овој зулумчар, велеа луѓето. Но таков не се најдуваше. Прво, што тој секој пат јаваше на конј и беше вооружен. Второ, тој никаде не тргнуваше без сеиз придружник, кој што така беше вооружен со пушка. Настапуваше есен, месец септември. Пченките крај патот почнаа да жолтеат и да зреат. Кога ќе дувнеше тих ветрец, тенките стеблики се лулкаа и тивко шумолеа. Во еден таков есенски ден, по Струмичкиот пат врвеше селанец, облечен во искината селска носија. Тој од време на време ќе подзастанеше, ќе погледнеше наоколу по пченките и пак ќе продолжеше. Ти се чинеше како да се плаши. Може би бараше некого. Крај патот под една разгранета врба седеа тројца селани, разговараа и пушеа тутун. Тие честопати стануваа и подгледнуваа по патот, кој што води за Струмица. Кога селанецот се доближи до нив, тие станаа. Тој мрдна со главата и тивко им рече: почекајте уште малку, скоро ловот ќе помине тука. Штом го рече тоа, селанецот замина по патот. Не потреа долго, по патот, кој што води од Струмица за селото Василево, се крена облак од прав. Во правот одвај се надзираа двајца коњаници. Кога го виде правот, едниот од тројцата селани, кои седеа под врбата и пушеа тутун, извика: јунаци, бидете готови, ловот иде. Откога ги понаместија појасите и тутнаа нешто во нив, излегоа на патот и тргнаа по него. Во пресред на црвен конј, со накривен фес на едното око, јаваше висок турчин. Во појасот, со посребрена рачка, на сонцето блескаше неговиот нов револвер. По него, на неколку чекори, со пушката преку рамо, на конј јаваше друг турчин. Тоа беше неговиот придружник, Сеиз. Кога коњаниците се доближија до селаните, овие почнаа да се караат, да викаат, да се дрпаат и да се туркаат. Ти си крив, викаше едниот селанец. Твоите овци влегоа во мојата пченка. Не, твојот конј ми ја испаси ливадата, се прчеше вториот. Ами твојата крава што ми го изгази пиперот, треба ли јас сега да се карам со тебе и да се тепам? Додаде третиот. Турчинот со црвениот конј се доближи до нив, го запре конјот и викна: стоите бре, проклета ѓаурска веро, што се карате, во што е работата? За миг едниот селанец му ја фати уздата на конјот, вториот се нафрли на турчинот да го кутне од конјот, а третиот извика: сега ќе видиш зошто се караме бре, Назлан Бек. Во тој момент турчинот се кавично го извади револверот, се чуи стрел. Гоце, ме рани кучето, извика селанецот што го држеше конјот за узда. Ништо, не се плаши, Михаил, сега ќе го врзе стоица, го охрабруваше Гоце. Сеизот на Назлан Бек нефтаса ни да ја сметне пушката одрамо, кога од пченките истрчаа десетина вооружени комити. Сеизот, кога ги виде вооружените комити, се уплаши, веднаш скокна од конјот, ја фрли пушката и ја спрашти да бега по патот кон Струмица. Третиот селанец, кого што Гоце го викна стоица, го грабна Назлан Бега во своите железни преградки и го врза. Така, прочуениот зулумчар Назлан Бек беше врзан и заобиколен од десетина комити од четата на Гоце Делчев. Каде е Сеизот, праша Гоце. Побегна, Гоце, побегна, одговори еден од четниците. Тогаш побрзајте да одиме кон планината, нареди Гоце.
скоро ќе втаса и потерата од струмица, за да ги маскираат и да ги заметнат трагите, насочувајќи ја потерата на друга страна. Гоце нареди да се фрли појасот на Назланбек во друг правец, а тие тргнаа по друг. Како што предвидуваше Гоце, наскоро од струмица втаса потерата. По расфрлениот фес и појасот, таа тргна да ги бара комитите во погрешен правец. Дури таа претресуваше и одеше од местото, каде што беше заробен пленикот на запад. Гоце со пленикот беше на исток. Не за долго, четата со пленикот навлезе во Малешевската планина. 3 дена нестрпливо стариот татко на Назланбек, на чардакот од кулата, чекаше од потерата да му го ослободи младиот син или да донесат некаков абер. Старата беговица, мајка му на Назланбек, цели 3 ноќи не склопи очи. Кој знае колку горчливи кафиња испи со стариот бег, за да ги смират нервите. Сите на беговската кула беа загрижени и молчеливи. Целата кула мирисаше на тутун. Се беше напразно. Бре, бре, шепотеа слугите и стражарите. Од бегот ни ал, ни абер. Како и секој пат, така и четвртото утро, раното, стариот бег излезе да прошета низ дворот и да растера маката од старата душа. Среде во дворот тој најде писмо. Се наведна и го зеде писмото. За писмото имаше врзано камче. Тој помисли, чие е ова писмо, кој го фрлил во дворот? Сигурно е фрлено преку зидот. Како можело да падне во дворот, кога стражата цела ноќ варди? Што ли пишува во него? Кога писмото го отвори, во него пишуваше: Бек ефенди, ако сакаш жив да го видиш син ти, разговарај со турската власт да ги запре потерите. Прати до назначеното лице на пликот во селото Нивичани 6000 златни лири. Селото знаеш дека се наоѓа во Малешевската планина. Парите не се како плячка или грабеж, тие ќе се употребат за потребите на внатрешната македонска револуционерна организација. Гоце Делчев. Кога старецот го читаше писмото, коските му се тресеа. Тој рече: Алах, Алах, со него никој не може да излезе накрај. Старецот го грабна писмото и отиде кај турските власти да ги замоли да ги запрат потерите.